по 50 години од младинската работна акција Плачковица, за бригадирката од Словенија Андреја Боровиц и велешанецот Љупче Лазаревски, сеќавањата и емоциите не стигнуваат. Овие фотки ме подсетуваат на младите денови, на деновите кога бевме бригадири, кога ја градевме Југославија, кога се дружевме, кога бевме повеќе од пријатели. Тоа беа моменти кога сега во мене будат безброј искрени, но длабоки емоции за тоа златно време. Па со еден збор прекрасни. Прекрасни. Се подсеќаме на старите времиња, кога се дружевме на вистинските акции, кога одевме кога ја градевме Македонија, Југославија, тогашна. Значи, прекрасни ли? Што за Дејан Новаковиќ и Драган Андич и двајцата од соседна Србија, тогаш представуваше акцијаштвото. Па, то дружење, као и сада. Тоа дружење, тогаш, но и сега, но тогаш за нас како млади ништо не беше тешко. А акцијаштвото беше нешто повеќе од гордост и чест за секој од нас како младенец во тоа време. Па, за мене, значило место... За мене значеше место каде еден млад човек може да го покаже својот сензибилитет. Не беа само важни работните активности, но и млад човек на работна акција можеше да покаже дека може да создава иако е млад. Какво животно искуство на Божо Нурич од Србија му даде акцијаштвото? Па велико. Големо, како да кажам, созревавме бругу. Бругу созревавме во сериозни и одговорни личности во однос на оние кои не оделе на работни акции. За Мите Тушев од Штип и по половина век, денешната повторна средба со пријателите бригадири е повеќе од доживување. Нешто посебно доживување, нешто невидено. Емоции неверојатни. Еве, гледате каква е атмосферата. И сите сме задоволни и срекни што го прославуваме овој јубилеј 50 години од почнувањето на Сојузната младинска работна акција Плачковица. Изложбата, на која низ 165 фотографии беше представен 4-годишниот бригадирски живот на Плачковица, ја отвори градоначалникот Иван Јорданов. Штип е град на солидарност. Граѓаните на Штип се граѓани кои што си го сакаат сопствениот град и сопствената држава. Доказ за тоа е 50 години од овој настан со кој што се градел патот на младоста, а јас сум сигурен дека со таков ентузијазам ќе се продолжи и понатаму. Промовирајќи ја оваа изложба која што буди и носи со себе едни спомени кои што се наш потик и морал за да го трасираме патот на младите кон вистинските морални вредности. Плачковица, за еден од командантите на акцијата Кирил Цацков, беше повеќе од настан. За сите овие 4 години, од 75 до 88, поминаат 54 бригади од градовите на Македонија, од градовите на тогашните републики на Југославија, и околу една импозантна бројка, околу 3000 бригадири од разни структури, професии. Студентска младина, работничка младина, селска младина, средношколци, пионерски вод и ветерани. Младоста победуваше се. Тешките терени на Плачковица, а жешкото сонце се беа херои, можам да кажам дека беа херои на трасата. По повод јубилеот се доделија плакети на заслужните кои несебично помогнале младинската работна акција Плачковица да не биде заборавена, меѓу нив и Штипската општина.